Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Неопходни се итни мерки за задржување на талентираните ученици и студенти во земјава и модернизација на универзитетите. Конкурс за бесплатни курсеви за невработени лица и за доквалификација и преквалификација на вработени. Македонските компании кои произведуваат компоненти за автомобилската индустрија се соочуваат со сериозни предизвици. Струшка нефрологија го одбележува светскиот ден на бубрегот. Невиден парадокс, десетици илјади хектари амазонска прашума се жртвувани за да се олесни пристапот до самитот за климатски промени. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес преовладуваше умерено облачно време со сончеви периоди и дневна температура до 19 степени. Во попладневните часови зголемување на облачноста и услови за слаби врнежи од дожд. Во четврток на најголем дел од Европа умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и посвежо со дневни температури кои што ќе бидат во опаѓање. Во северозападните и северните предели стабилно со сончеви периоди и студено време со осетен пад на температурите. Во северните и централните предели на Балканот утре ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Во југозападните, јужните и источните делови нестабилно време со врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат од 15 до 23 степени. Во Македонија утре во текот на ноќта среда кон четврток, како и во четврток во утринските и раните предпладневни часови ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со слаби локални врнежи од дожд. Во текот на денот врнежите ќе престанат и ќе настапи намалување на облачноста и повремени сончеви периоди. Ќе дува засилен југоисточен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина и до 50 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 2 до 11 степени, додека пак максималните ќе достигнат од 13 до 24 степени. Во Охрид во четврток во утринските часови нестабилно време со слаби врнежи од дожд кои што во предпладневните часови ќе престанат и во текот на денот ќе превладува стабилно време со сончеви периоди. Ќе дува засилен југозападен ветер. Минималната температура од 8 степени, додека пак дневната до 18 степени. Во петок и сабота во Охрид по свежото утро со температура од 4 односно 7 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и топло со максимални дневни температури кои што ќе достигнат до 20 односно до 21 степен. Во недела умерено облачно и нестабилно со услови за сосема слаби локални врнежи од дожд. Минималната температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 16 степени. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија.
Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Свис Кроно. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Кнауф и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Неопходни се итни мерки за задржување на талентираните студенти и ученици во државава. Треба да се работи на зголемување на поддршката на научната мисла и модернизација на универзитетите. Континуираниот одлив на мозоци е незаперлив во земјава. Неопходни се итни мерки за задржување на талентираните студенти и ученици во државата. Треба да се работи на зголемување на поддршката на научната мисла и модернизација на универзитетите. Алармантна е состојбата со запишување на студенти во земјава. Се повеќе искористуваат можноста за студирање во странство, особено на факултетите во Словенија, кои за младите се поатрактивни поради поголема перспектива за вработување. Според еден извештај направен од невладината Центар за граѓански комуникации, за една деценија државата изгубила 7000 бруцоши. Најголем губитник се државните универзитети, каде бројот на студенти се намалил за 5000. Неопходна е исто така поддршка на стартап заедницата која креира технолошки компании, бидејќи ако знаењето е главниот асет на државата, тоа треба да биде преведено во иновации кои може да ја подпомогнат економијата. Исто така, мислам дека недостасува се уште популаризација на науката, треба да се изгради култура на вреднување на научната мисла. Во врзување со она што го спомнавме како одлив на интелектуален капитал од државата, треба да се превземат мерки за поврзување со нашата научна диаспора, со тоа што тие научници ќе се вклучат во наши домашни истражувачки проекти. На тој начин ќе може да се пренеси нивното искуство и знаење стекнато надвор, а исто така да се инспирираат за да се
вратат еден ден во државата. Според Државниот завод за статистика, во периодот од 2015 до 2022 година од земјава заминале вкупно 719 млади со високо образование, а според проценките на Светска банка, рече 40% од младите со факултет ја напуштиле државата. Токму поради овие поразителни бројки треба да се вложува во задржување на талентираните студенти во земјава. Она што се работи надвор од државата треба да ни биде инспирација и поттик истото да може да го направиме дома, бидејќи како опција евентуално напуштањето секогаш ќе стои тука. Јас верувам дека Македонија се уште нуди услови и условите сами треба всушност да ги правиме за да може да реализираме иновации кои ќе може да бидат конкурентни на светско ниво. Според извештајот во периодот од 2013 до 2021 година, од Македонија годишно мигрираат по околу 2500 млади со високо образование. Земјава се наоѓа на 5-тото место по заминување на високообразовен кадар во споредба со европските земји, а таленти се помалку се откриваат. Општина Охрид распиша конкурс за спроведување на бесплатни курсеви за невработени лица, но и за вработени кои сакаат да се доквалификуваат и преквалификуваат за полесно идно вработување. Со цел стимулирање на социјалната интеграција на невработените лица и подобрување на нивните квалификации за идно вработување, како и на вработени кои сакаат да се доквалификуваат и преквалификуваат, Општина Охрид согласно годишната програма на Одделението за локален економски развој за 2025 година, активни мерки за подобрување на конкурентноста на пазарот на труд на Општина Охрид, распиша конкурс за спроведување на бесплатни курсеви за сметководство, готвачи, сладкари, монтер за нисконапонски инсталации, градинарство и странски јазици. Предност за пријавување за овие курсеви имаат невработените лица, но и вработени кои сакаат да се доквалификуваат и преквалификуваат. За да се реализира одреден курс, треба да се пријават најмалку 15 учесници. Општина Охрид го задржува правото некој од курсевите да не се реализира доколку нема заинтересираност. Изборот на учесниците ќе биде по принципот прв дојден, прв услужен. Конкурсот е отворен 10 дена од денот на објавувањето. Заинтересираните кандидати повеќе информација околу потребната документација и начинот на пријавување можат да најдат на веб страната на општината ohrid.gov.mk. Компаниите во Македонија кои произведуваат компоненти за автомобилската индустрија и зависат од европските пазари за набавка на материјали, се соочуваат со предизвици во работењето. Од една страна, притисокот доаѓа и од автомобилските гиганти во Европа кои неколку години се во криза, но и од зголемувањето на трошоците во производството од друга страна. Сите компании кои се во ланецот на добавувачи на автомобилски делови повеќе или помалку се директно засегнати од кризата во автомобилската индустрија. Посебно компаниите во Македонија кои немаат развиени локални добавувачи за главните материјали и зависат од европските пазари, се соочуваат со предизвици во работењето. Изминативе години се значително пораснати сите набавни цени на материјали. Од страна па нашата регулатива, тие увозни царини се доста високи кај нас, за разлика од Европска Унија. Во изминативе неколку години се изврши усогласување на тие царински тарифи, меѓутоа има уште доста голем простор тука за коригирање, така што домашниве компании би добиле на некоја поконкурентна положба во своето работење. Автомобилските гиганти кои се соочуваат со намалена продажба на возила бараат намалување на цените на деловите кои ги добиваат од производителите во земјава, во услови кога трошоците во производството растат. Притисоците се на сите страни, значи нашите купувачи кои што се главни во таа автомобилска индустрија ги притискаат нивните добавувачи, односно нас, за намалување на цените. Од друга страна сме ние притиснати со зголемени набавни цени на енергенси, на работна сила, така што тој вакуум простор се стеснува и остануваат многу малку финансиски средства за инвестирање и подобрување на работењето. Нема да има отпуштања на работници, но нема ниту планови за нови вработувања поради кризата. Во услови кога на пазарот на труд има и недостаток на квалификувана работна сила, се наметнува потребата од автоматизација на процесите.
од она што ние го правиме како компанија, како одговор на овие ризици кои што ги имаме, по последниве години интензивно инвестираме во автоматизација на производство, така што немаме некои големи планови за нови вработувања и пробуваме со автоматизирање на процесите и со постојниот број на вработени некако да го одржуваме некој континуиран раст на производство. Автоматизацијата бара вложување на сериозен капитал, зашто потребно е да постојат на пазарот финансиски средства од страна на банките и институциите кои што ќе се стават на располагање на компаниите заинтересирани за инвестирање, вели Овческа. Додава дека не треба да се занемари и позитивниот ефект кој го дава инвестирањето во енергетско ефикасни проекти со кои се намалуваат трошоците. Компанијата ЛТ Халеарница е словенечка инвестиција, каде се изработуваат алуминиумски леени компоненти за Мерцедес, Континентал, Костал. Последниве 2 години имаат проекти за Тесла, а во преговори се и со Бош како главен добавувач на сегмент за електрични автомобили. Специјализираната болница за нефрологија Струга, заедно со сите нефролошки болници и диализни центри ширум светот, ќе го одбележи и прослави Светскиот ден на бубрегот 13 март, со цел да се подигне свеста на населението за бубрежното здравје. По тој повод, вчера во дворот на болницата беа засадени дрвја како символ на засадување, живот и здравје. Денес, во текот на вечерните часови, целата болница ќе биде осветлена во сина боја во чест на Светскиот ден на бубрегот. Утре, 13 март, пациентите кои ќе посетат Струшка нефрологија ќе добијат мали подароци, бидејќи ние работиме за нив и поради нив се стремиме постојано да се усавршуваме и да стануваме се подобри, велат од болницата. Оваа година Светскиот ден на бубрегот се одбележува под мотото "Дали се вашите бубрези во ред? Откријте рано, заштитете го здравјето на вашите бубрези". Превенцијата на бубрежните болести е клучна за одржување на здравјето на бубрезите и спречување на сериозни проблеми во иднина, потенцираат од специјализираната болница за нефрологија Струга. 2 одобренија за градба издадени во Охрид во јануари оваа година, а на ниво на државата издадени се вкупно 317 одобренија, соопшти Државниот завод за статистика. Во месец јануари во Охрид биле издадени 2 одобренија за градба, објави Државниот завод за статистика на Република Македонија. Од нив едно е на физичко лице и едно на деловен субјект. Предвидена е градба на 17 станови со вкупна корисна површина од 981 метар квадратен. Во анализираниот период во општина Вевчани е издадено едно одобрение за градба на деловен субјект, а во Струга и Дебарца не се издадени одобренија за градење. На ниво на Република Македонија во јануари 2025 година издадени се 317 одобренија за градење. Од вкупниот број на издадени одобренија, 174 се наменети за објекти од високо градба, 50 за објекти од ниско градба и 93 за објекти за реконструкција. Од вкупно 317 објекти, на 178 како инвеститори се јавуваат физички лица, а на 139 инвеститори се деловни субјекти. Приведено лице од село Мешеишта поради управување возило под дејство на алкохол. Синоќа 10 минути пред полнок на магистралниот пат Кичево-Охрид, полициски службеници од ОВР Кичево лишиле од слобода 50 годишен жител од село Мешеишта, општина Дебарца. При контрола во патниот сообраќај, полициските службеници сопреле патничко возило Volkswagen Passat со охридски регистарски ознаки кој го управувал и по преземени мерки било констатирано дека е под дејство на алкохол, односно дека има 1,53 промили алкохол во крвта, пошто веднаш бил исклучен од сообраќај и задржан во полициска станица. По целосно документирање на настанот, против него ќе биде поднесена пријава по член 297а од Кривичниот законник, безобзирно управување со моторно возило, информираат од МВР. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!